Жан-Лук може се. Стенли, биди внимателен, слоновите прво се воздржуваат пред да нападнат. Благодарам, Пет. Фал! Од тимот Зурла! Изедначени сме. Ти играат како стадо, затоа побегнете на страна. Тоа беше само мала дремка. Не бев заспан, не. Ајде напред. Еве ти ја, Жан-Лук. Јалачи кикирики, сузурли како вашите, треба да играте голф. Од золошката ве знаат ли дека сте тука? Тимовите се изедначени. 1:1. Следниот натпревар ќе покаже кој е цар, а кој е твор. Жан-Лук, ти си животно. Ке ти ја подадеме топката тебе и за 2 дена ќе бидеме шампиони. Нема да си губат време да го тестираат него за стероиди. Знам нека има само 2 дена до финалето, но треба да најдете некој поенергичен. Јас си го чинав зглобот пред надпреварот со печење торти од банани, но јас не се откажав. Но тие да дисквалификуваа поради нелупење на бананите. Жан-Лук, седи тука и одмори се. Благодарам, Стено, не можам. Утре имам многу зафатен ден и не сакам да ги изневерам луѓето, бидејќи наеднаш ми текнало да спијам. Стен, што ќе правиме со сите тие обврски на Жан-Лук за утре? Ќе дознаеме кои си и ќе ги завршиме самите. Колку може да има? Јај! Здраво, слушнав дека Жан-Лук преспал тука. Добро утро, Лили. Само што тргнав на кај Не, тебе. врати се горе. Жан-Лук мора да се одмора. Утре е големиот надпревар. Тогаш вие ќе ги чувате. Сите се риби по хороскоп со месечина во девица. Сладки, лојални, но невнимателни. Разбравте? Благодарам. Колку ги има? Остави ли ног ширчиња? Не грижи се. Знаеш колку добро знам со деца. Освен она што го изгубивме со магичната шапка, се надевам дека ќе се појави наскоро. Се гледаме, Лили. Чао. О, Не знам од каде Жан-Лук наоѓа енергија да ги чува децама секој ден. Јас сум преморен. Застанете. Не смеете таму додевате. Покрај тоа, не трупнавте пред да влезете. Жан-Лук ми вети дека ќе ми помогне со мојот нов експеримент, со тоа што ќе го надгледува ледењето во случај да има експлозија. Имаме само уште 3 минути. Извини, не сакаме да те одбиеме, но мораме да мислиме на нас. Единствената шанса да го добиеме турнирот утре е ако Жан-Лук одмара и не прави ништо друго. Се гледаме. А тоа е луно! Научници, не знаат што е важно. Вистина. О, не, тоа е Емили. И требаат нови очила. И реков дека ќе ги донесам за да може да пазарува, но заборавив. Еј, помешаци да имат пред нас. Ако Емили ја прегази кола, ние ќе бидеме виновни или Жан-Лук? Жан-Лук, А кој ќе треба да ја собира од улицата? Ти. Секогаш си го заборавам чадорот. Ајде, сега ќе ризикувам. Господице, вашето крзно е меко како бебешко газе. Кашмир ли е? Ти ги донесавме очилата. Конечно дознавме зошто Жан-Лук е постојано уморен. сепак велам дека му е генетски, но сега не е време за да го докажуваме тоа. И мене ми се спие. Сакаш пита? Што ти е на тебе? Па што мислиш кој не ги прави тие пити секој ден? Не ги правам јас сигурно. Нема да му пречи, разбуди го. Мислиш дека знае да прави суфле или премногу барам? Извинете, професоре, кога веќе сте во возило, ќе ви пречели да купите нешто од продавница? Држи ме! Многу ми е страх! Само едно нешто ќе не спаси, ако ќе отвориме вентилите за ладење, но сега сум многу маморен од толку спиење. Точно може да се случи. Не е комплициран системот. Освен палењето, тој работи на истиот молекуларен притисок кој ги напојува реакторите. Освен, ова е модел за тестирање, а и се уште имам двумење за магнезиумското кукиште. Жан-Лук, од секогаш ли си бил буквалица за наука? Ако сакаш да преживееш, ти сте мора да ги отворите вентилите за ладење за 2 минути. На фудбалското игралиште тој рече дека има еден вентил под тревата. Стефан!
беше возбудливо. Бев убеден дека нема да успеете. Следниот пат ќе го разбудиме Жан-Лук, бидејќи тој е поврз од вас двајцата. Доста е! Само поради тоа што Жан Лук е навистина фин и се нуди да ги врши вашите работи, не значи дека може да замени двајца. Тој е само еден добар човек. Но тој трча како ветрот. Зборувате за мене? Само велиме дека не би знаеле што да правиме без тебе, Жан Лук. Ти си многу добар пријател. Многу убаво, но сега морам да одам и реков на Стефани дека ќе ја напојам куќата со сончева енергија. Многу едноставно. Ти благодарам, Жан-Лук. Ти си мојот сончев херој. Ти праќам пак нежи. А јас па мислев дека никој не го цени Жан Лук. И јас можев да смислам како да ја заграм куќата. Никогаш порано не сум се чувствувал толку одморен. Ви благодарам, момчиња. Пази сега!